Дами и господа, добре дојдовте во Македонската опера и балет на 57-миот избор за спортисти на 2012 година. Химна на Република Македонија. Им благодариме на спортистите и на Спортската академија за интонирање на националната химна. Почитувани гости и спортисти, љубители на спортот, добро вечер и добре дојдовте на традиционалниот спортски настан Избор на спортисти за 2012 година. Ја дочекавме и оваа вечер во која ги прогласуваме најдобрите во спортот за изминатата 2012 година. Се радувавме на нашите спортисти, жалевме за изгубените топки и за превземените напади, но едно е сигурно.
Спортот во 2012-та уште повеќе не сплоти како нација. Браво Македонијо, браво спортска Македонијо! Националните спортски федерации, спортските новинари и сите граѓани на Република Македонија изминатиот период има можност да го изберат најдобриот спортист од понудените категории кои што вечерва ќе ги представиме секако пред вас и пред гледачите на третиот канал на македонската телевизија. Беше главно, односно јавно спроведено гласањето на веб страната sportistinagodiната.com.mk. Гласањето заврши денес точно напладне и веќе сите со нетрпение очекуваме да видиме кои се победниците по категории. Затоа нема да должам многу на самиот почеток. Веднаш одиме со првата категорија и со првиот награден спортист. Велат иднината е во младината, затоа првата категорија и првиот добитник е најдобар млад спортист. На сцената ја повикувам Тања Андреева, голман во ракометниот клуб Металург и капитен на македонскиот национален тим, поранешен македонски репрезентативец да ја врачи наградата. Ова се номинираните. Во категоријата млад спортист на годината номинирани се Димитар Ѓорѓиев, кикбокс, второ место сребрен медал на Европското првенство за сениори во Романија. Дејан Манасков, ракомет, пето место на Европско првенство Србија 2012 и меѓу најдобрите 10 крила во Лига на шампиони. Крсто Мишев, карате, второ место сребрен медал за јуниори до 21 година во Баку, Азербејџан. Млад спортист за 2012 година Димитар Ѓорѓиев, кикбокс. Димитар Ѓорѓиев, кикбокс, најмлад спортист и првиот добитник на спортско признание оваа вечер. Димитар го очекуваме да дојде овдека на сцената и од рацете на Тања Андреева да го прими ова спортско признание. Димитар Ѓорѓиев, кикбокс, второ место сребрен медал на Европското првенство за сениори во Романија. Уште еден аплауз за првиот победник во првата категорија. Добро вечер на сите. Благодарам. Пред се да се заблагодарам на Агенција за млади спорт за оваа прекрасна награда. Исто така сакам да се заблагодарам и на Агенција на Кикбокс Федерација на Македонија која секогаш ме поддржува. Исто така и на претседателката Александра Неделковска. И за крај би сакал да се заблагодарам на моите најблиски кои секогаш се тука за мене. Благодарам. Димитар Ѓорѓиев, ти благодариме и на тебе и честитки уште еднаш за наградата. Откако видовме кој се закити со првата награда во првата категорија за најдобар млад спортист, вистинско време да дознаеме кој од девојките, односно најуспешна млада спортистка. Наградата ќе ја додели Гоце Ѓорѓиевски, ракометар во Металург, член на националниот ракометен тим. Ова се номинираните во млада спортистка на годината. Во категоријата млада спортистка на годината номинирани се Симона Заборовска, карате, трето место, бронзен медал за јуниори на Европско првенство во Баку, Азербејџан. Наташа Андонова, фудбал, освоена шампионска титула, првак на Германија со Турбине Потсдам. Елена Ливринич, ракомет, меѓу најдобрите ракометарки на квалификацијскиот турнир на Европското првенство во Португалија. Млада спортистка за 2012 година Симона Заборска, карате. Браво! Симона Заборска, карате, трето место, бронзен медал за јуниори на Европско првенство. Симона, честит! Добро вечер на сите присутни. Најпрво би сакала да се заблагодарам на Агенцијата за млади и спорт,
Многу ми е мило и ми причинува голема чест да добивам оваа награда, која за мене представува мотив за понатамошна работа. Оваа можност ја користам да се заблагодарам на сите оние кои ми ја дават најголемата поддршка, тоа се мојот татко и тренер Бошко Заборски, Карате Федерацијата, компанијата Макпетрол, председателот Андреја Јосифовски, и би сакала да се заблагодарам на моите другари од мојот матичен клуб. Ви благодарам уште еднаш. Симона Заборска, трето место бронзен медал, ти честитаме на освоената награда во категоријата најуспешен млад спортист. Кога сме кај младината и кај иднината, убаво е да погледнеме една балетска, односно музичка тоцка од балетското студио Аква. Уживајте со овие прекрасни мали деца, веднаш потоа продолжуваме. Останете со нас. Shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Every day I'm shuffling. Со ваква младина не треба да се грижиме за нашата иднина. Балетско студио Аква ви благодариме и на вас. Продолжуваме со третата категорија во изборот на најуспешните спортисти за 2012 година. Дамите од спортот знаат да ни го белат образот секаде со нивната игра и со срцето кое што го оставаат секаде на терените каде што настапуваат. Доказ е и следната категорија. Најуспешен женски национален тим. Наградата ќе ја додели Ристо Магдинчев, македонски тренер и со интернационално искуство човек. Ова се номинираните во најуспешен женски национален тим. Во категоријата најуспешен женски национален тим номинирани се: Македонски ракометен национален тим, настап на Европско првенство во Србија. Македонски фудбалски национален тим U19, настап на квалификации за Европско првенство. Македонски кошаркарски национален тим U19, настап на квалификации за Европско првенство. Беа тоа номинираните во најуспешен женски репрезентативен, односно национален тим. Господине Магдинчев, повелете со наградата да име. Кој е добитникот во оваа категорија? Благодарам. Добро вечер на сите. Најуспешен е најуспешен женски национален тим, женскиот национален тим на Македонија. Ракометниот женски национален тим се добитниците од оваа категорија. Малку се збунивме, но тоа не е ништо, сепак. Честитам, девојки. Дали ќе ја видиме сите овдека на сцената? Одлично. Ни се придружуваат дамите од женскиот национален ракометен тим. Можеме со еден аплауз да ги пречекаме овдека на сцената во Македонската опера и балет. Честитам, девојки. Повелете. Тања Андреева, дали повторно ќе те слушнеме тебе? Така е, Тања Андреева. Уште еднаш да се заблагодарам. Ова е веќе јас како што сум капитен на репрезентација, трет пат јас ја примам оваа награда. Се надевам дека ќе оставам во наследство од оваа сезона да примаат моите помлади колешки и со поголем успех да направат до сега ние што сме направиле, они да го повторат и да направат поголем успех. Благодарам. Ви благодариме и вас, драги мои дами.
Женски ракометен национален тим, најуспешни во категоријата најуспешен женски национален тим. Време е, видовме кој е најуспешниот од женските тимови, а сега е време да дознаеме кој ќе ја понесе оваа награда кај мажите, односно кој е најуспешниот машки национален тим. Наградата ќе додели Чедомир Јаневски, селектор на националниот фудбалски тим, долгогодишен репрезентативец и представник на Република Македонија на секаде низ светот во рамки на спортот. Ова се номинираните. Во категоријата најуспешен машки национален тим номинирани се Македонски ракометен национален тим, 5-то место на Европското првенство во Србија. Македонски кошаркарски национален тим, учество завршен турнир за Олимпијада во Каракас, Венецуела. Македонски фудбалски национален тим, добри настави во вториот дел на квалификацијскиот циклус за светското првенство. Беа тоа номинираните, а сега на говорницата го имаме господинот Чедомир Јаневски, селектор на националниот фудбалски тим. Господин Јаневски, повелете. Добро вечер и драго ми е да сум тука меѓу сите вас спортисти. Во категоријата најуспешен машки национален тим, наградата ја добива машкиот ракометен национален тим. И честитам. Машкиот ракометен национален тим се победниците во оваа категорија. Честитаме! Еве ги момците од македонскиот национален ракометен тим. Може да продолжиме со аплаузот, бидејќи тоа се луѓето кои што навистина го обелија образот на Македонија во светот. Благодарам во името на сите. Почестени сме со оваа награда. Бидејќи сме сите овде љубители на спортот, добивме жестока конкуренција во кошаркарската репрезентација. Им посакувам и на останатите селекции на Чеде со фудбалската и одбојкарската и сите останати да го следат нашиот пат, па да биде борбата поголема следната година. Благодарам уште еднаш. Благодариме на победниците во категоријата неуспешен машки национален тим, ракометарите кои што на Македонија и го донесоа 5-то место. Виче, благодарам момци. Продолжуваме повторно со музика. Специјално за оваа пригода за изборот на спортисти за 2012 година Александар Митевски и Зоран Џорлев со младинскиот оркестар на танец имаат нешто да ви кажат. Останете со нас, бидејќи веднаш потоа продолжуваме повторно со останатите категории за избор на спортисти за 2012 година.
Александар Митевски и Зоран Джорлев секако со младинскиот оркестар од Танец. Продолжуваме онаму каде што застанавме. Зборуваме никогаш не се заборавени и оние кои придонесуваат за промовирање на македонскиот спорт надвор од државата. Време е за спортскиот промотор на Република Македонија за 2012 година. Наградата ќе додели Сашко Поповски, селектор на македонската ватерполо репрезентација, член на Советот за спорт. Ова се добитниците. Спортски промотор. Ракометен клуб Металург. Избори учество во топ 16 во ракометната Лига на шампиони. Така е, најдобар спортски промотор од национален тим, ракометниот клуб Металург. Ја кажа кој е добитникот на. Значи, машки ракометен тим Металург, скопски промотор, спортски промотор 2012. Спортски промотор за 2012-та, еве го представникот од ракометниот клуб Металург. Голема благодарност до Агенцијата за млади спорт од името на ракометниот клуб Металург, бидејќи го препозна правиот промотор на Република Македонија и би сакал да им порачам на сите спортисти, клубови и спортски работници да го пратат патот на ракометниот клуб Металург. Благодарам. Ви благодариме и на вас, секако дека патот на ракометниот клуб Металург го следат сите оние кои што активно се занимаваат во Република Македонија со спорт. Го наградивме националниот тим кој што беше најдобар спортски промотор, сега го наградуваме спортски промотор поединец, човек кој што придонел за прогласување на нешто што се нарекува македонски спорт надвор од границите на оваа држава. Наградата ќе додели Дејан Недев, актуелен европски шампион во традиционално карате, повеќекратен светски вице шампион. Дејан Недев го очекуваме, а еве го добитникот. Спортски промотор. Еден од најдобрите фудбалери во националниот фудбалски тим на Македонија. Агим Ибраими. Учество во Лига на шампиони со фудбалскиот клуб Марибор. Добро вечер до сите присутни. Чест ми е што можам да го прогласам денешниот добитник. Спортски промотор за 2012 година, Агим Ибраими фудбал. Агим Ибраими фудбал, во отсуство на Агим имаме неговата сестра која што ќе му ја даде и секако ќе се заблагодари во негово име. Повелете. Добро вечер на сите. Во името на Агим, на брат ми, би се заблагодарам на Агенцијата за спорт и Сојуз на спортските федерации на Македонија што ги избра Агим за промотор, извините, за 2012. Се надевам па и верувам дека со одличните игри ќе му донесе уште поголеми успеси на репрезентацијата на Македонија и исто така и на неговиот клуб Марибор во Словенија. Така е, тој моментално е во Словенија, бидејќи игра во фудбалскиот клуб Марибор, да го поздравите многу и да му ја дадете наградата. Тоа беше спортски промотор поединец на Република Македонија, а сега имаме уште еден добитник од овие спортски промотори. Станува збор за најдобар фудбалски судија за 2012 година. Наградата ќе ја додели Перо Момировски, спортски новинар. Еве го добитникот. Спортски промотор. Александар Ставрев, најдобар фудбалски судија во Македонија, одсудени голем број на надпревари во Лига на шампиони и на европските првенства.
Нема потреба да го отворам пликото, јасно ено нека остане документирано. Човекот што во минатата година се појави на неколку ексклузивно големи арени, како Nou Camp, како останатите, каде што судеше, каде што добро ја заврши својата работа, а и нас добро не представуваше. Александар Ставрев, меѓународниот фудбалски судија, кој што не е одсутен денеска, затоа морам да ви информирам, затоа што веќе е во Рим на задолжителниот курс од кој што ќе произлезат судиите за преостанатите надпревари во Лигата на шампионите. Перо, ти благодариме и на тебе. Наградата на Александар Ставрев ќе му ја доделиме дополнително. Ти благодарам, можеш да вратиш на твоето место и да уживаш во она што следува сега овдека на сцената во Македонската опера и балет. Одмораме од сите оние категории и номинации кои што вечерва ги проследуваме и ги гледаме кои се наградените, бидејќи со една песна ве забавуваат момците кои што навистина знам дека ги сакате. Нокаут следни овдека во МОП. Уживајте. Некој велат светот тука почна, некој пак велат крајот близу е. Ожи ми се една мисла силно напред влече, однатре движи, не застанува. О, не, јас пак сакам само нејзе да е, баш онака како си замислила. Шетајќи низ паркот дознавам, она зашто пред ти живеа, е се околу мене. Уживам со тебе, најмила, животот е убав, верувај, дај му шанса, седи, не брзај. Лавица е бела, со се околу нас е малечка, моја најмила. Чувство дека нешто не море го нема повеќе во мене, не прави никому она што не би на тебе. Воздух, земји, простина, смети се. Јас пак сакам само нејзе да е, баш онака како си замислила. Шетајќи низ паркот дознавам, она зашто пред ти живеа, е се околу мене. Уживам со тебе, најмила, животот е убав, верувај, дај му шанса, седи, не брзај. Лавица е бела, со се околу нас е малечка, животот е убав, верувај, дај му шанса, седи, не брзај. Лавица
Почитувани, посебно сме горди на Националната спортска арена Филип II и мултифункционалната спортска сала Борис Трајковски, кои ни овозможија заедно со нашите најдобри национални тимови и спортисти да се радуваме на нивните, но и наши успеси. Мора да истакнеме дека не се заборавени ниту младите талентирани спортисти, за кои е воведена стипендијата Спортска надеж, ниту пак спортските легенди, кои со своите успеси оставија голем и неизбришлив печат во спортската историја на Република Македонија. За нив е националното признание спортска пензија. Може аплауз, така. Пред да продолжиме со останатите категории, би сакал да ги доделиме посхумните награди. Луѓето кои што низ годините направиле многу за домашниот спорт, затоа на овој настан, како и на секој претходен, даваме почит на оние кои што тоа навистина го заслужиле. Го повикувам Ѓорѓе Војновиќ, поранешен кошаркарски репрезентативец, да ги додели двете посхумни награди. Одиме со првиот посхумно награден. Александар Атанасовски Мац, еден од најдобрите пинг-понгари на Македонија, 7-кратен сениорски првак и најуспешен спортист до 80-тите години, активен играч, тренер и селектор во куглање на Република Македонија. За можеби најсестраниот спортист што некогаш Македонија го дала, Александар Атанасовски Мац. Во негово име Андреј Атанасовски ја прима оваа посхумна награда. Андреј, повели. Голема благодарност до Агенцијата за спорт и млади и посакувам ентузијазмот на мојот татко и спортскиот дух да живее во сите сегашни и идни спортисти. Голема благодарност за сите. Ѓорѓе, остануваш овдека, бидејќи имаме уште еден посхумно награден, а во негово име наградата ќе ја прими неговата внука. Да видиме кој е тој. Славе Атанасовски, една од најголемите легенди во историјата на македонското кошаркарско судење и признаен меѓународен ФИБА судија и делегат. Добитник на признание од ФИБА судија на милениумот од Македонија. За Чичко Славе, човек кој до последен ден ја имаше кошаркарската жар во очите, човек кој што беше синоним за македонската кошарка во сите светски и европски институции. Нека му е слава. Во негово име наградата ја прима неговата внука Ана, секако член на фамилијата. Ана, повели. Добро вечер на сите. Сакам да се заблагодарам на Агенцијата за млади и спорт за ова посхумно признание во чест на мојот дедо. Голема благодарност од моје име и името на моето семејство. Уште еднаш благодарам. Ти благодариме, Ана, и тебе, ти благодарам, Ѓорѓе, и на тебе. Слава им, како што кажа и Војновиќ. Продолжуваме понатаму со категориите онаму каде што застанавме. Најодговорната работа во еден тим ќе се сложите секако и најголемиот товар, паѓа кај селекторот, односно тренерот. Предпоставувате, наред е категоријата најуспешен тренер, селектор за изминатата 2012 година. Наградата ќе додели Трајко Димков, најуспешен тренер, селектор во борење, учесник на Олимписки игри. А ова се номинираните. Во категоријата најуспешен тренер-селектор номинирани се Бранимир Јовановски, стрелаштво, олимписко злато на Параолимписките игри во Лондон со Оливера Наковска-Бикова. Звонко Шундовски, ракомет, 5-то место на Европското првенство во Србија со машкиот ракометен национален тим. Лино Червар, ракомет, бидејќи го донесе ракометниот клуб Металург во топ 16-те најдобри во Лигата на шампионите. Благодарам, добро вечер и од мене. Најуспешен тренер селектор Бранимир Јовановски, стрелаштво.
Бранимир Јовановски, стрелаштво, човекот кој што со Оливера Наковска-Бикова го донесе златото од Параолимписките игри во Лондон. Добро вечер, Македонија. Дозволете ми да искажем искрена благодарност до Агенцијата за млади спорт на Република Македонија, до медиумите, печатни, електронски, до сите оние кои го дадоа глас за нас, спортистите и тренерите, да денеска чувствуваме слава и гордост што сме овдека заедно со вас. Јас би сакал да се заблагодарам и на Националната федерација за спорт и рекреација на Македонија, Македонскиот паралимпски комитет и секако на Оливера Наковска-Бикова, со која успеавме да го направиме резултатот кој е одбележи 2012 година. Благодарности до моето семејство, кое долги денови и часови го трпеше моето отсутство. Ви благодарам. Знаеме дека имаме спортски имиња со кои слободно можеме да се гордеме и да ги чувствуваме нивните успеси како да се наши. Време е да го прогласиме најдобриот македонски спортист во странство. Наградата ќе ја додели Ангел Димовски Чауш, скулптор, представник на РШ институт, долгогодишен помагател на македонскиот спорт. Ова се номинираните во категоријата неуспешен спортист во странство. Во категоријата најуспешен македонски спортист во странство номинирани се Кирил Лазаров, освојувач на Суперкуп на Шпанија и финална Лига на шампиони, 5-то место на Европското првенство во Србија. Горан Пандев, фудбал, освојувач на италијанскиот куп. Перо Антич, кошарка, освојувач на европската титула во кошарка. Добро вечер на сите. Во името на РЖ институт, каде овие скулптурици се излеани, и во моје лично име, како автор на овие скулптурици, го прогласувам најуспешниот спортист во странство за 2012 година, Кире Лазаров. Ракоме! Кирил Лазаров, најуспешен спортист на Република Македонија во странство. Наумче Мојсовски, сепак е човекот кој што ќе се качи на оваа сцена и ќе ја прими наградата во име на неговиот колега Кирил Лазаров со... Поздравете го Наумче Мојсовски, ако го немаме Кире. Добро вечер на сите присутни. Нема јас што да кажам за оваа награда. Треба да продолжиме сите да продолжат сите спортисти што се во странство и се надевам дека Кире нема тука да застане. Секако дека Кире нема тука да застане, Наумче, поздрави го Кире кога ќе се чуете и наградата да му ја дадеш, немој да задржиш кај себе. Пред да ги слушнеме добитниците во последните две категории, ќе слушнеме уште една песна од Нокаут. Останете со нас овдека во Македонската опера и балет и секако покрај малите екрани на третиот канал на Македонската радиотелевизија. Ова е избор на спортист за 2012 година.